Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван заменик министер. Во изминатиот период, туризмот е идентификуван како еден од најзагрозените сектори во Република Македонија, а сите ќе се согласиме дека придобивките од туристичката гранка представуваат значаен сегмент во целокупниот стопански и социјален развој на целата држава. Изминатата, а и тековнава година се соочуваме со една од најголемите општествени, економски и здравствени кризи. Пандемијата си го направи своето, а одговорните во нашата држава многу лошо се справуваат со неа. И тоа плюс допринесува за катастрофалните последици кои ги трпи целокупното стопанство во Македонија. И да сакаме да оставиме пандемијата настрана, сега кога зборуваме за распределба на средства од буџетот, ќе видиме дека тоа е невозможно, затоа што сите лоши политики кои ги води оваа влада се на сметка на пандемијата и таа изговор за се. Но да се вратам на туризмот, кој како стопанска дејност е еден од столбовите на економијата во државата. А желбата за бегство од индустриализацијата и брзото темпо на живот придонесува луѓето се почесто да го избираат алтернативниот туризам како начин на одмор во денешно време. Враќањето кон природата, допирот со традицијата и сопствените корени се задоволства што народот се почесто ги бара. Но за жал, како и се друго во нашата држава, и оваа форма на туризам стагнира и навистина треба да се превземе повеќе во овој поглед. Поради тоа го поднесуваме и овој амандман, со кој бараме да се обезбедат средства за формирање посебен развоен фонд за туризмот и угостителството, субвенционирање на угостителски капацитети кои би добиле статус зелени хотели, евидентирање и промоција на верски туризам, развој на велнес, банјски, спа и здравствен туризам, како и да се изделат средства за изработка на студија за развој на алтернативни форми на туризам во Република Македонија. Но овој дел јас најмногу сакам да се задржам, затоа што конкретно од овие средства барам за мојата општина да се издела за изработка на студија за развој на банјски туризам во комплексот Топлички рид. Иако амандманот не се прифати, јас ќе потенцирам неговата важност. Познато е дека територијата на Република Македонија се карактеризира со висока геотермална активност и дека земјата ни е богата со геотермални ресурси кои нудат можност за развој на голем спа бизнис, но голем дел од нив остануваат воопшто неискористени. Токму таков пример имаме и ние во нашата општина, односно геотермалните води во близина на село Истибања, каде што имаме непроценливо природно богатство. Води кои се неискористени и наместо неконтролирано да истекуваат, многу наменски може да се искористат во конкретниот проект. Исто така, познато е дека во Македонија има над 65 извори на термални води и има многу голем потенцијал за спа туризам кој треба да се искористи. Но сето тоа може да се постигне со интегрирана активност на државните институции, локалната самоуправа, а овде би го додала и бизнес секторот. Значи, во Република Македонија има одлични услови за банјски и спа туризам и се профилираме како посакувана дестинација, затоа што дури според National Geographic сме рангирани на 26-то место за алтернативен туризам. Со реализацијата на проектот за кој што барам да се изделат средства, не само општина Виница, туку и поголем дел од источниот регион ќе имаат придобивки. Затоа што станува збор за исклучително одлична локација, која реков дека нуди природни ресурси за банјски рекреативен туризам. Токму одличната локација се однесува на магистралниот патен правец Кочани-Делчево и границата со Бугарија, како и регионалниот патен правец Кочани-Виница-Берово. Накусо сега ќе го образложам која е целта на овој плански концепт. Целта значи да се изврши хармонизација на просторните чинители, односно наменска употреба на земјиштето. Планирањето на ваков центар значи потикнување на интегриран развој на локално и регионално ниво и се идентификува како развоен приоритет во процесот на ревитализација на нашиот регион. Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на повеќе дејности кои ќе продуцираат економски ефекти
Значи не само во областа на угостителството и туризмот, туку и во останатите дејности. А најголемиот ефект кој ќе произлезе со реализација на предложениот урбанистички план ќе се одрази врз зголемување на расположивата работна сила преку нови вработувања во дејностите предвидени со планските содржини. Урбанистичкиот план ќе овозможи отпочнување на инвестиции кои брзо ќе се рефлектираат врз големување на туристичкиот приход. Ваков урбанистички план исто така ќе придонесе за унапредување како на локалната, така и на националната економија преку уредување на земјиштето опфатено со планската документација. Градот Виница се наоѓа на една исклучителна погодна локација за развој на многу стопански дејности, но и за развој на туризмот, кој во овој дел од Македонија мора сите да признаеме дека е тотално запред и дека воопшто не се вложува во него. Тука сакам да напоменам дека во својата предизборна програма Социјалдемократскиот сојуз вети дека топлите води во село Стибања максимално ќе бидат искористени, а вети и дека ќе се спроведуваат нови испитувања и дупчења со кои ќе се обезбедат нови количини топла вода, кои пак сите знаеме дека представуваат природен лек и овозможуваат големи придобивки за здравјето на луѓето. Исто така, во контекст на ова, вети и превземање конкретни мерки за привлекување нови инвеститори за градби на објекти од областа на туризмот, токму на овој локалитет Топлички рит. Ништо од ветувањето. Значи, почитувани не е само да се вети и да се служиме со манипулации за глас повеќе, туку треба на вистина она што ќе го ветиме и да го исполниме. Со оглед на текот на амандманската расправа, јас како представник на мојата општина нема да имам можност да ги образложам барањата за мојата општина, значи и секако не очекувам како и останатите амандмани дека ќе бидат прифатени, но должност еве пред моите граѓани е да кажам дека барав и средства за конзервација на Виничко кале, кое моментално е во една катастрофална состојба, брана на реката Сушица, барав булевар на влезот од градот, велосипедски патеки и кружни текови, спортска сала во основното училиште Гоце Делчев. За сите овие проекти, секоја година, континуирано поднесуваме амандмани. Бараме, така да речам, и милост од државната власт, но ниту еден досега не е прифатен. Искрено се надевав дека овој пат ќе се има слух и ќе се даде шанса и на помалите градови да се развиваат и економски да јакнат, а со тоа ќе им се помогне, значи, на сите граѓани и можеби на еден начин ќе ги спречиме и да се иселуваат. Почитувани, одобрувањето на средства за овој амандман е едно реално барање кое што според мене ќе допринесе раст и развој на економијата, туризмот воопшто и ќе придонесе за подобрување на животниот стандард на граѓаните во цела држава. Благодарам. Благодарам.